Народот може да оцени што е позитивна, што е агресивна, што е владина кампања. Има ли македонскиот народ кратка меморија или пак некоја подценува неговата интелигенција со реторика која со години се навраќа наназад? Токму затоа денешен гостин во нашата програма ќе биде председателот на собрание господин Трајко Велјановски. Веќе на скопските улици можеме да видиме големи билборди со да и не, да за Никола Груевски, не за Бранко Црвенковски. Која е разликата помеѓу ВМРО и Социјалдемократскиот сојуз и зошто да за Никола Груевски, а не за Бранко Црвенковски? Па добро, разликата измеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е очигледна затоа што прв пат се воведе пракса во Република Македонија да се добијат избори врз основа на програма. И после да се даде отчет за временскиот период што е поминат, што е сработено од владеачката структура. ВМРО ДПМН доби два пати мандат од граѓаните, пред во 2006 со недоволно број на пратеници, во 2008 со голем број на пратеници во Собранието на Република Македонија. Значи во овие 4,5 години ВМРО ДПМН има ветено и остварен. И затоа има даден отчет. И ние можеме да кажеме дека генерално ВМРО ДПМН за се овие 4,5 години одеше по програмата која што ја презентираше пред граѓаните на Република Македонија и затоа секогаш ние викаме да, ќе го направиме тоа, го ветуваме дека ќе го направиме некој проект, но за жал во овие 4,5 години од страна на СДСМ за сите проекти, наместо да биде конструктивна опозиција, да биде опозиција која што условно ќе ги напаѓа оние проекти кои што стварно од нивна страна смета дека не треба да се прават, тие генерално за све што се преземаш и во собранието, и во владата, и во министерствата, и во сите други институции, беше нивното не. Не се добива така со негативно граѓаните на Република. Граѓаните на Република Македонија многу добро знаат да ценат што е и кој е за да, кој е против и кој е за не. Зошто е толку битно вие да освоите повеќе од 61 пратеник? Зашто повеќето на митинзите и тоа го кажувате и го апелирате дека треба да се освои повеќе од 61 пратеник? Вака се и претходно во 2008 година побараме таа подршка од граѓаните и е добил 63 пратеници. И сега бараме најминимум да освоиме 62 пратеници за да може да имаме стабилно собрание, стабилен парламент и стабилна влада. И преку владата нормално стабилни други институции, министерства и така и така. Затоа што да не дојдеме во ситуација за 20 пратеници или за 30 пратеници, владеачкото мнозинство да биде оценувано од некоја политичка партија, не од албанскиот политички блок, него од македонска политичка партија која што за жал од текот на мандатот да не се провејува цело време, ќе излеземе од влада уцени и укажување на некои лоши сценарија кои што не дава стабилност во проекциите кои што се секогаш за годишно ниво владата ги усвои, собранието ги усвои проекти што треба да ги направи и нормално за да го оствари она што го има ветено. Бидејќи не можеме да го коментираме целиот манифест, нели сите точки од манифестот, ќе се задржиме стрикно на здравството. Кои реформи се донесоа во здравството, што се инвестираше во самото здравство и што понатаму ќе продолжи да се прави во него? Па добро, како што кажавте, во манифестот за реформи и развој има за сите категории на граѓани. Јас би рекол и за стари, и за млади, и за деца, и за возрастни, и за вработени, невработени, и за вообразование, но има и за здравство. Затоа што здравството го офаќа и многу е битно за голем број на категории на скоро секој граѓанин на Република Македонија доаѓа во додир со здравството. Јас би сакал следно да кажам. Ние затекнеме од 2006 година катастрофална ситуација во здравството. Немаше никакви реагирања условно страна од државата во реконструкција на објектите, болниците, амбулантите и така. Немаше исто така инвестирано во опремата. Немаше вработување нови кадри. Значи комплетно беше оставено на условно да кажам на таа ситуација што СДС е затекна, си продолжуваше, условно да кажам, само да има одредени користи од некои бизнис структури кои што жал долго време има негативни реперкусии во самото. Но е следно да кажам, за овие 4,5 години владата предводена ВМРО ДПМН инвестираше многу во здравството.
Прин инвестираше во реконструкција, зајакнување на објектите, затоа што секако треба да бидат објектите на соодветно ниво за да може да се пружи услуга на граѓаните. Но не е доволно само објекти да се реконструираат. 100 милиони евра владата на Република Македонија инвестираше во опрема. Значи, за да може медицинскиот кадар кој што е соодветно ценет на светско ниво во однос на здравствената услуга што е пружа, што произлегува од нашите универзитети, што во праксата се покажале нашите медицински, за да можат да дадат свој придонес и секако треба да имаат соодветна опрема. Затоа владата на Република Македонија инвестираше и ќе продолжи да инвестира во апарати за да се даде една квалитетно услуга на граѓаните на Република Македонија. Со вложување во здравството, ние истовремено на друг начин се враќаат, индиректно се враќа на економијата. Здрав човек дава може поголем придонес, не здрав човек на место да биде на терет, како што е граѓаните на Република кои нешто не се болни, не може да дадат придонес, тие повеќе земат од државата, а здравиот човек може само да граѓани може да придонеси во економијата и за самата држава. Затоа мислам дека исправна е политиката на вложување во здравството во Република Македонија. Како последно прашање, сакам да ве прашам кои се вашите очекувања за време на изборниот процес и дали се можни некои црни сценарии од другите политички партии кои што вие ги предвидувате? Па вака, ја не би сакал и не би посакал и не можам да сватам дека некој предвидува такви сценарии да се случат. Мислам дека сепак демократската свест во граѓаните на Република Македонија за овие 20 години толку е создадена да и некој што размислува ќе биде одвратен затоа што нема да најде подна почва во кај граѓаните на Република Македонија. Ја би им препорачал на сите политички партии, но и на граѓаните на Република Македонија кои што ако одредени политички партии сака да ги внесат во такви сценарии. Ние работиме за интересите на Република Македонија, за интересите на граѓаните на Република Македонија. Ние треба да се запишеме во историјата на Република Македонија со позитивни работи, а не со негативни работи. Ние треба да го бараме гласот на граѓаните со позитивно проекти што треба да ги направиме, не со сценарии. Матни сценарија не придонесуваат ни за Република Македонија и за тој што ги прави тие сценарија, затоа што така се уназадува Република Македонија, така губиме сите, можда некој краткорочно ќе добие, но на крај тој ќе изгуби и мислам дека 20 години плурална демократија во Република Македонија не му дава право на никој такви сценарија да прави. Мислам дека секој кој што и помисли ќе се одврати и треба да се одврати за интересите на граѓаните на Република Македонија и треба да знае дека институциите на системот ќе профункционираат ако некој и нема помисли да го направи, па камоли да го направи тие сценарии. Но сепак ја упатувам апел до сите граѓани на Република Македонија на 5 јуни да си излезат, да си го дадат својот глас за она политичка опција за која што сметаат. Ја мислам дека тој ден треба да биде празничен, да се избери пратениците, на кратко време да се избери, да се конституира собранието, владата да се избери и да продолжиме понатаму и да работиме за интересите на граѓаните на Република Македонија. А тој што ќе изгуби, треба прв да излезе и да му честита на победникот и да му посака успешна работа за 4 години, а истовремено да биде конструктивна опозиција и во парламентот со давање конструктивни предлози. Само така можеме да мислиме добро на Република Македонија и само тоа сценарио е многу битно и многу значено за интересите на Република Македонија. Ви благодарам многу. Го следивте интервјуто со председателот на Собрание, господин Трајко Велјановски. Ви останете со програмата на ТВ Сонце. Имајте пријатен ден. Благодарам.